чест да го поздравим во нашата општина. Донесли веќе четвртиот сет на мерки за справување со оваа пандемија. Евро што е значителна сума за поддршка на економијата до сењето е секојаш знак дека ние имаме други компании кои што се Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска се наоѓаме во Штип на посета на една од поуспешните компании актива од Штип. И ова е извонреден пример како нашите компании знаат да одговорат на предизвикот. Прво на пандемијата, а второ да покажат како треба да си конкурентен на домашниот, регионалниот и на светскиот пазар. Ова е фантастичен пример да покажеме што значи нова развојна економија. Актива Штип, само за подсетување, е компанија која што почнала во 1999 година и денеска дознав информација со еден домашен компјутер на децата на сопственикот, за да денеска прерасне во компанија која што вработува 500 лица од Штип и регионот, или со преку 30 милиони евра годишен оборот. Токму во оваа година, кога сме на најголемата економска криза, Актива Штип направила инвестиции на преку 4 милиони евра, за да произведува метални производи кои што се составен дел од другите вредносни ланци на големите светски компании и инвеститори во Македонија, но и надвор од Македонија. Ова е одличен пример како една компанија во еден мал град, кој што навидом викаме дека не е развиен, покажува и знае и умее дека може со добра желба и добра поддршка од страна на државата да се развива понатаму и биде конкурентна. Имено, Актива Штип во 2018 година потпиша договор за финансиска поддршка на инвестиции од страна на државата, кај што ние како влада укажавме дека ќе ги следиме нивните инвестиции во наредниот циклус од 5 години и веќе дознав денеска дека во нивните планови со нивните странски компании веќе следната година ќе направат дополнителна инвестиција од 7 милиони евра, која што секако ќе биде поддржана од страна на владата. Ова покажува дека ние владата кога одлучи да домашните и странските инвеститори ги третира исто, на ист начин со прво законската подкрепа, а и друго со државната помош, не направи лош избор. Туку тоа беше правиот избор како се поддржуваат нашите домашни компании. Зборувавме малку и за четвртиот пакет на мерки со самата компанија. Малку денеска подоцна ќе бидам на состанок со градоначалникот и со другите стопанственици од Штип, кај што детално ќе ги разработиме и ќе ги презентираме сите мерки од четвртиот пакет на економски мерки кои што во неделата ги обзнанивме како влада, и секако ќе ги охрабрам сите стопанственици во Штип и регионот да продолжат понатаму да инвестираат, затоа што само така ќе покажеме како нашата економија ќе биде конкурентна и како нашите домашни компании навистина ќе се најдат во вредносниот ланец на странските инвеститори, на домашните компании, домашната економија и регионалната економија. Добар ден, почитувани представници на медиумите. Јас најпред би сакал да го истакнам моето задоволство што
еве имаме денес прилика, имаме чест во нашата општина да не посети вице-премиерот во владата на Република Северна Македонија за економски прашања и да остvari средба со представници од бизнес секторот во општина Штип. Оно што го очекувам е дека ќе бидат презентирани од страна на вице-премиерот сите оние мерки од овој четврт пакет на сет мерки за ублажување на последиците од оваа светска пандемија. И уште еднаш само би кажал дека ова посета од страна на вице-премиерот ги одразува напорите, решеноста на владата на Република Северна Македонија да овозможи одржување на економијата во државата и зголемување на нејзина способност и капацитет за ревитализација. Така да очекувам една плодна средба, разговор со представниците од бизнес секторот, а во врска со посетата на актива само можам да кажам дека е импресивно оно што можеме да го видиме овде од аспект на капацитетите со кои што располага ова реномирана фабрика. Кратко само како домаќин на оваа средба можам да кажам дека сме доста задоволни од посетата на вице-премиерот за економски прашања, кој што после еве мислам дека 15 на 20 на дена по функција како ја презеде оваа функција, веќе не беше гостин во нашата компанија, се запозна со нашите производни капацитети, се запозна со сите оние наши досега развојни проекти кои што сме ги имале, иако за нас веќе имаат одредени подаци затоа што нашата компанија е некаде по успешност 35-то место рангирана на ниво на 200 најуспешни компании во нашата земја во претходните неколку години, посебно и во последната година, така да сето тоа ни дава уште еден инпут за понатамошен развој на компанијата, а исто така сета она поддршка, економска поддршка што ја имавме до сега и се надеваме и понатаму што спомна и вице-премиерот и те како ќе ни помогне за развој на нашата компанија и за понатамошните развојни проекти што ги имаме зацртано за наредниот 5-годишен план. И покрај тешките услови за работење во текот на оваа година, извонредно тешките услови, јас би рекол, меѓутоа успеавме некако да се избориме и се надеваме дека до крајот на годината ќе успееме успешно да ја завршиме оваа година, како во физичко производство, така и во финансов обем, и се надеваме веќе наредната година, како и сите што се надеваат граѓани на државата, Европа и светот, дека ќе се стабилизира овој проблем со коронавирусот, дека ќе имаме уште поуспешна деловна година, каде што ќе можеме сите наши проекти сегашни и едни развојни проекти да ги реализираме во целост. Ви благодарам многу.